Новата генерација на Avensis донесува нов ветер од Toyota. Таа, барем според изгледот, изгледа како останатите производи од компанијата. Пред се, видете оваа предница. Незиниот изглед делува исто како кај Королата. Avensis-от е широк автомобил, но поради дизајнот на светлата и маската, тој изгледа доста потесен. Што има ново во новиот Avensis? Многу работи. Пред се, тоа е новото меѓуоскено растојание, новите димензии, но имаме новитет и испод хаубата. Toyota беше многу критикувана во однос на своите дизел мотори. Не е тајна дека Toyota сите карти ги фрли во развој на еколошките пропулзии. Затоа многу пари даде за развој на хибридната технологија, а сега многу вложува и во хидрогенот. Но, кој сака да биде успешен во класата на CD, наречениот сегмент во Европа, мора да има добри дизели. Па затоа Toyota го искористи договорот кој го има за техничка соработка со BMW. И затоа испод хаубата на Avensis се најде дериват на BMW. Иако пишува D4D, иако го има знакот на Toyota, ова е чистокрвен 4-цилиндерски мотор на BMW. Тој има зафатнина од 1995 кубни сантиметри и произведува 143 конски сили. Па да видиме што може да пружи овој мотор во каросеријата на Toyota. Но пред да почнеме со возењето, сакам да истакнам нешто за Toyota, односно за нејзиниот интериер. Интериерот на новиот Avensis е потполно ново искуство. Досега Toyota правела досадни дизајни, практични дизајни кои биле не толку интересни за корисниците. Се разбира дека Toyota во ергономијата секогаш била многу добра. Но сега може да забележиме дека во внатрешноста, барем во овој автомобил кој е во нивото на опременост Executive, има повеќе емоции. Погледнете ги само седиштата. Тие не само што се обложени со алкантара кожа, туку тие се триколорни. Па така даваат едно сосема ново чувство за автомобилот кога престојувате во него. Не се заборавено и на одредени цитати, посебно на предниот гребен. Погледнете, не е само пластиката во игра, тука има и пластика која симулира карбон, а над неа има пластика која симулира дрво. Се разбира, ова е се биколорно. За пофалба е исто така и големиот TFT екран во средината, кој дава јасен преглед на сите функции во автомобилот. Кога сме кај ергономијата, морам да го пофалам и наслонувачот за раце кој е интегриран со централниот гребен. И погледнете, тој не се отвора нагоре, туку е лизгачки што дава дополнителен комодитет на употреба. Кога сум во возачката позиција, тогаш гледам и нова графика на инструментите кои сега се многу поинтересни, поемотивни. Истото важи и за воланот кој има мултифункционални копчиња. Кога станува збор за користењето на паметните телефони, поврзувањето е многу лесно, но мене ми се допаѓа исто така и позицијата предвидена за мобилниот телефон. Тој е скриен и нема потреба да го манипулирате, бидејќи со поврзувањето можете сите функции на мобилниот телефон да ги имате на големиот TFT екран. А што се однесува до позицијата, во текот на возењето видовме и се уверивме дека тој стои стабилно на ова место, дури и во услови на поагресивно возење.
Мислам дека беше доста околу внатрешноста. Морам да кажам уште една работа. Тоа е околу претераната употреба на одредени материјали, одредена игра на материјали, па можеби и дизајнерите на Toyota сакајки да направат што поемотивна внатрешност, ја направиле пренакитена. Нашиот народ вели како селска невеста. Но, доста беше за интериерот. Одиме да го испробаме, да ја испробаме комбинацијата на дволитрениот BMW мотор и сето останато што е направено од Toyota. Кога зборуваме за возењето на Avensis, морам да издвојам неколку работи. Пред се тоа е амортизацијата. Возењето е поудобно и за разлика од претходниот модел, поради зголемувањето на меѓуоскиното растојание, сега и седењето на задната клупа е попријатно. Поради мултилинк подпирањето, управувањето е сосема прецизно. Го немате више она воздушасто чувство или чувство како да возите чамец, да кажеме. Туку управувачот е директен и секогаш дава одлична интеракција со подлогата. Возачот во секое време знае каде е автомобилот. Испод каубата го имаме дволитрениот мотор од 143 конски сили, кој е позајмен од BMW. Инаку, оваа комбинација е сосема добра. Пред се, морам да ја издвојам економичноста, бидејќи и BMW со своите мотори е познат по економичноста кога станува збор за дизелите. Јас во комбинирани услови на возење забележав просечна потрошувачка од 6,4 литри, што е одличен показател за дволитрен мотор. Морам да напоменам и дека ја возев оваа кола и многу динамично. Во тоа возење почувствував дека подпирањето и амортизацијата се кренати на многу повисоко ниво во однос на претходниот Avensis. Во пат со свиоци немате никакви проблеми. Автомобилот слепо ги слуша вашите команди и возачот чувствува огромна доверба кон целиот механички склоп. Можам слободно да кажам дека новата генерација на Avensis стана автомобил кој може да се купи не само поради рационални, туку и поради емоционални причини. Новиот Avensis е пример за тоа. Тој не само што е прагматичен автомобил, тој е и извонредно забавен за возење. Досега кај ни еден производ на Toyota не сум почувствувал вакво директно одговарање на сите услови за возење. Моторот и менувачот сосема добро се впарени. Тие добро функционираат на отворен пат. Она што го забележав во градско возење е малку понагласената тромост. Не поради моторот, туку поради менувачот. Овој мотор има 320 Нм вртежен момент, што е сосема доволно за експлозивна реакција во сите услови. Но, кога во градски услови го возите Avensis и ги следите сугестиите за економично возење, тогаш бидете подготвени на една извонредно трома и спора реакција на моторот. Овој автомобил чини околу 27.000 евра, но со последната акција на Toyota, неговата цена со попуст од 16% изнесува 23.000 евра за
изведбата во екзекутив ниво на опременост. Тоа е извонредно конкурентна цена, а кога ќе ги земеме и атрибутите кои ја следат Toyota, а тоа е 6 годишната гаранција и извонредната издржливост на продуктите на Toyota, тогаш многу адути има во однос на останатите конкуренти во класата. Во мојата кариера имам возено многу Toyota и никогаш не сум посакал да станам собственик на една Toyota. За прв пат со Avensis моите размислувања се насочени кон овој смер. Се разбира, доколку би сакал и би имал средства да купам лимузина од овој сегмент. Toyota со сите своји искуства кои ги има, покажува и докажува дека е производител кој не случајно ќе остане најголемиот светски производител и не случајно произведува повеќе од 10 милиона возила годишно. Ако и следните генерации на Toyota бидат овакви стокмени како Авензисот, тогаш уште долго време Toyota ќе биде осамена на врвот, а нападите од останатите производители лежерно ќе ги одбива. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Верувам дека и лежерно ви помина овие 30 на минути другарување со нас и ви закажувам следна средба за 7 дена. А до тогаш останете во добро здравје и расположение и до гледање.